Добре дојдовте во процес. Денеска говориме за една од најсуптилните, најосетливите проблематики во нашето општество – социјалата. Добре дојде за Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика. Добар ден. Неколку недели сте на функцијата, веќе гледаме остварувате и средби. Но се правили анализа на досегашното работење на претходното раководство и дали дојдовте до некакви сознанија, некакви нерегуларности во работењето? Така, ние мора да се движиме во две патеки, со оглед на тоа што ни течат 100 дена, а од друга страна мора да видиме и на каков динамит седнуваме во даден момент. Така, сигурно веќе тим формиравте кој што работи на сите тие работи. Тим апсолутно формиран, тој си постои и си работиме, во две ленти работиме, значи апсолутно утврдуваме и што е она што го наследуваме или кои се неправилностите во претходното работење. Што наследивте? Јас можам одговорно да потврдам дека тоа министерство не е градено, е рушено во изминатите 11 години. Прво е во делот на кадровска екипираност, страшно. Имате луѓе кои што навистина не ја познаваат проблематиката, а се државни советници по прашањето, јас тоа го видов од првиот колегиум. Дополнително видов дека освен платите кои што администрацијата ги добивала, што мене лично така ме вознемири, е дека добивала речиси хонорари паралелни на платата од различни комисии, од различни проекти кои што течеле низ министерството. Тоа е недозволиво, администрацијата треба да работи во рамки на својата плата. Како ние што сме министри работиме за плата, така и администрацијата мора да работи за плата. Дополнителните хонорари може да бидат искористени за услуги кои што тоа министерство треба да ги нуди, и ако ги сумираме ние цените кои што ги добивале тие вработени, може да отвориме некој сервис. Тоа се големи хонорари, големи суми. Па еве ќе споделам една цифра, тоа е 235.000 денари за отприлика 4 месеци за едно лице, што е голема сума, не сме во приватен сектор. Така. Тоа се луѓе од кабинетот? Тоа се вработени раководители на сектори, државни советници, секако кабинетски луѓе кои што биле присутни. Бидејќи имам некоја информација и од претходно дека фигурирале постојано се едни исти луѓе во истите проекти, во различни проекти, да. Да, така е. Многу нестручни кадри кои што биле кабинетски, биле ставани во различни комисии. Не може во комисија за посвојување да биде мојата шефица на кабинет. Не може во комисија за посвојување да биде некој кој што нема никаква точка на поклопување, барем со општествени науки. Навистина сметам дека некои работи треба да се внимава како се прават, и затоа јас дозволив во министерството секој сектор да предложи луѓе стручни исклучиво за да бидат членови на различни комисии и да одлучуваат по прашањето, при тоа нема да бидат платени, мислам ќе бидат платени заради тоа што законот вели комисијата е платена, но министерот ја утврдува сумата. И сега вие може да утврдите сума од 7.000 денари или да утврдите сума од 500 денари. На ваша одговорност е како ќе го решите тоа. Сметам дека тие суми треба да се намалат и да додат до минималната сума на исплата на хонорар. Како ќе го решите ова? Ќе има ли некакви санкции или ова им било дадено по закон во делот на комисиите? Така. Им било, затоа велам, на одговорност на министерот е да утврди која е сумата. Министерот ги утврдувал сумите. Да, и тоа е нешто кое што по закон му е дадено и нема одговорност по однос на тоа. Но парите се потрошени, ние сега ќе се потрудиме да заштедиме пари за да можеме, за да можеме, дел се и од меѓународна заедница, но и парите од меѓународна заедница навистина треба да одат кон граѓаните. Ние како министерство треба да посочиме каде ни требаат пари, кон што да ги носиме. Ова министерство собира многу средства од меѓународна заедница, кои што треба само добро да ги канализираме во интерес на граѓаните, да ги посочиме кон услуги, а не кон подготовка на документи и тие се потребни, но во Македонија има доста стратегии кои што навистина треба да почнеме да ги имплементираме. Навистина така како што треба, а не така, не само да ги множиме и да ги чуваме во фиоки истите тие. Дополнително утврдив дека 3 центри во Македонија, меѓу кои Македонски брод, центри за социјална работа, Македонски брод, Валандово и Демир Хисар, немаат потребни кадровски услови за работа согласно закон, а тоа значи дека вие мора да имате одреден број на стручни работници во центрите, како тимови од 4 вработени, кои што можат да донесат решение по дадено право. Тие се носени до сега со позајмување од други центри, но овие центри требало да бидат затворени или да се вработат луѓе. Во министерството имаме 329 вработени, што целосно покажува дека нема преоптеретеност во министерството и можеле да се прераспределат тие вработувања. Јас не сум против вработување, така треба да има вработување, треба да има услуги за граѓаните, но да оставите 3 центри без да имаат стручен кадар внатре и да работат, а да преоптеретувате државна администрација, навистина нема логика во системот. Така тоа треба да го конечно брзо решиме. И секако не се постапувало во рок
целосно не им се одговара на луѓето. Дополнително за трето дете утврдив дека има злоупотреба во 2011, правото на родителски додаток, познато трето дете, дека во 2011 се остварува правото на едно семејство и му се вели да, ви имате право на додаток, родителски додаток. За 2 години му се укинува со образложение дека во 2011 немале доволен број на години како државјани, мајката немала доволен број на државјанство во Македонија, тоа се 3 години. Како во 2011 е испуштено да се види тоа, во 2013 се утврдува истото. Тоа е некаква си манипулација и злоупотреба. И тоа беше во Карпош, Сара, Ѓурче за сега. Има такви случаи. Има како не, да, тоа сега се прави ревизија. Јас 15 случаи се во овој центар, само во Карпош кој ќе ја покрива таа територија из Македонија кога ќе се направи излезат. Да, тоа беше дел од кампањата на претходната гарнитура, која што го иницираше тоа. Тоа така, тие смета дека со оваа мерка ќе се направи беби бум или зголемување на наталитетот, но се гледа дека ние имаме оваа година, минатата година 197 починати новороденчиња, бебиња. Тоа е индикатор кој што не кажува дека многу лошо ние состојбата со родилиштата и со грижата за мајките и на работно место, и во породувањето и повраќањето во домашните услови. Навистина системот ни затајува на многу ниво. Да, и сме рекордери по смртност на новороденчиња некаде во Европа. Имаше некои информации за трошење на големи суми по ресторани на екс-министерот, на неговиот заменик. Да, не само што се големи пари, туку се несоодветни пари. Мислам се купувале млеко, леб, јогурт и така натаму. Секој на одговорноста тие како тие не се ни попишани за репрезентација, но утврдивме дека навистина и немале врз основа и на што да се водат. Се гледа дека минатата влада немала правилници, немала ништо врз основа на што да постапува, но оваа влада има и правилник кој што е доставен врз основа на што се пресметува, што е репрезентација, колку има право министер, колку заменик и така и ќе функционираме. Зошто? Ако штедиме од нашиот луксус, ќе може да испорачаме сме што сме ветиле. Ако не штедиме на луксусот, нема, ова е таа е Македонија, толкав е буџетот, но јас сум сигурна дека ние ќе заштедиме доволно од нашите луксузи за да можеме да испорачаме кон граѓаните. Доаѓате од невладиниот сектор и многу добро ги знаете работите на терен. Ова министерство има околу 1900 вработени, вклучувајќи ги тука и центрите за социјална работа. Што работи тој гломазен апарат ако социјалните работници не ги гледаме на терен? Дали ќе се обидете да ги доближите до граѓаните и да бидат таму каде што се најмногу потребни? Тоа ќе биде мојата главна интенција, да центрите за социјална работа претрпат реформа. Тоа е многу лесно да се каже, тешко е да се направи, но се зафаќаме и ги засукуваме ракавите. Ќе имаме поддршка од меѓународната заедница и ќе се стремиме кон поделба на паричните давања и сервисите. Кога ќе ги поделиме сервисите и тие ќе останат во центри за социјална работа, тогаш социјалните работници ќе се ослободат од административна работа, зашто тие ми се колеги. Јас ја разбирам и нивната позиција во моментов, тие се оптеретени со милион ливчиња, подливчиња, барања и така натаму, администрација, наместо да работат на терен со граѓаните. Со таа цел, кога ќе ги тргнеме финансиските барања, ќе се ослободат тие. Дополнително имаме и вработувања, кои што си ги ветивме пред да влеземе. Ветивте 60 нови вработувања од септември, дали тоа ќе бидат партиски вработувања? О, не, апсолутно. Не, апсолутно, не, ме зачудивте со прашањето. Не, социјалните работници мора да бидат прво дипломирани социјални работници, треба да си доаѓаат од локална самоуправа, зашто тие се 60 на територија на Република Македонија по двајца. Ќе си има оглас, конкурс, секако што се следи по закон за да може да се влезат на работно место. Социјалните работници се многу потребни, исто толку колку што се потребни дефектолози по училишта и така натаму. А без стручен кадар ние не можеме услуги да нудиме. Деновиве излезе една информација за едно возило на едно од телевизиите и тоа некако стоеше хаварисано некаде, го поврзавме со недостаток на не знам, не ги возеле возилата инспекторите или како? Објаснете ми тоа. Да, имаме многу возила во Министерството. Имате Да, кои што се користени за лични причини, а не за работа на Министерството и институциите. Ова е едно возило тоа ги возеле функционерите? И функционери, но и не функционери. Имате помлади соработници кои што биле блиски до министерот, па си располагале со околу 24 часа без никаков проблем и не ја користеле за работа. Па располагале со картици за бензин од 10.000 денари. Имаме навистина многу работи кои што се правеле во изминатиот период и затоа е празен буџетот. Но ова возило го најдовме во Сонја, тоа е локација каде што предходниот директор на установата за азиланти во Визбегово има викендица. И таму си го оставил хаварисано возилото, кога јас ја добив информацијата и кога му се јавив, тој со шлеп служба го пренесе директно во центарот за азил, за азиланти
возилото, но јас подготвив комисија која што испратив на терен да утврди фактичка состојба и навистина фактичката состојба на возилото беше дека тоа не е во работна функција и така натаму. Директорот дополнително немал доставено ниту финансиски извештај до Министерство за труд и социјална политика согласно закон во рок, ниту програмски извештај за работата на институцијата и директорот е разрешен. Имаме ВД директор и така. Тоа е една постапка која што сега има санкции за тој случај. Има санкции за тој случај веќе спроведени и во таа институција побарав од УНХЦР и ИОМ да застанат заедно со мене да направиме реформа во функционирањето, зашто тоа беше се само не центар за заштита на мигранти, бегалци и така натаму, навистина катастрофа, лоши услови. Катастрофален. Спомнавте буџетот, во каква состојба го најдовте буџетот? Буџетот колку е, каква е состојбата? Буџетот од она што ни утврди 41 милиарда, буџетот е со трошење помало од минатите години во овој момент како пресек. Што за мене е добро како министер, зашто имате со што да стартува. Има со што да се стартува. Трошени се многу пари на патување во овие први 6 месеци, хонорарите ги спомнав на тоа, но другите средства се во ред. Дополнително сега со ребалансот и со министерот за финансии се обидовме да направиме подобрување на исплатата, зашто имаме права што доцнат 2 месеци и одредени права што доцнат 1 месец. И оваа година ќе се потрудиме да исплатиме права. Да, веќе забележавме, информирате дека и пред време стигаат тие средства, дали тоа ќе биде пракса и понатамошните месеци? Да, мораме да се изедначиме. Јас како министер нема да бидам одговорна ако речам дека примателот на социјална помош треба да ме чека мене или да ме кредитира како влада и 2 месеци да чека социјална помош со доцнење, да му апкам секоја година по 2 месеци. Значи тоа не е во ред и затоа јас сега се трудам што побрзо да исплаќам за да можам да добијам една јасна слика во декември да се исплатам за тековниот месец и да влезам чиста во наредната година. Отлично, ако е така. Има ли доволно инспектори, особено во детските градинки? Не. Кога бев советник во Министерство за труд и социјална политика, тоа беше пред една година сега така, утврдив дека немаше ниту еден лиценциран инспектор за детска заштита. Мене тоа ме загрижи поради тоа што беа потпишувани записници од министерството од страна на лица кои што по систематизација требале да бидат инспектори, но имаме инспекциски совети тој издава лиценци за истото. Од тогаш до денеска се направени само 2, мислам добиле 2 инспектори лиценца и со 2 инспектори на цела територија на Република Македонија действуваме. Тоа е премалку. Мислам стварно имаме многу градинки, многу деца сместени, условите се лоши, преоптеретени се групите во градинките и треба да се зајакне овој капацитет за да можеме да постигнеме. Зашто инспекцијата не е само да оди и да казни. Инспекцијата треба и да провери, да констатира, па да го води процесот, па контролна инспекција, контролен преглед за да видиме дали работите се отстраниле. За да еден систем функционира, навистина потребен човечки ресурс, капитал. Така. Ке има ли кадровски смени во центрите за социјална работа? Секаде каде што има неправилности, како што веќе видовте во центарот за азил има смена, во Скопскиот центар веќе имаме смена. Каде имавме направено исто дополнително во Куманово имаме веќе направена промена, се поставуваат ВД кои што понатаму ќе треба да спроведат огласи за да си назначиме менаџери кои што стварно ќе се ја бркаат работата. Како ќе го решавате проблемот со бездомниците? Чичино село знаеме сите дека не е решение. Изминатиот период од кога сте назначена, решивте неколку инцидентни случаи индивидуално. Како понатаму? Доаѓа зимо, дали ќе се направат објекти, ќе се обезбедат објекти, пунктови, како ќе го решите тоа? Деновиве ве видовме дека се преговаравте нешто и околу храната, вишокот на храна. Македонија каска, да кажеме, позади многу земји кои што се блиску со наш статус и наш буџет во делот на решавање на социјалните проблеми. И цело време се фокусирала владава кон реновирање на Чичино село. Јас ви кажам дека денеска во Чичино село имаме барака со 14 соби кои што никој не ќе да ја користи. Зашто ни е тој ресурс? И зошто да инвестираме во Чичино село кога треба да регионално размислуваме и да ги дистрибуираме парите? Јас сега се обидувам да најдам финансиски средства и мислам дека сум на добар пат. Секако меѓународната заедница е партнер на ова министерство и јас сега само парите ќе ги искористам во насока на граѓаните конечно да добијат услуги што треба. И се обидувам во 8 региони низ Македонија да поставам единици каде што зимно време ќе може да се сместуваат бездомници кои што немаат каде да преноќат. Таму да добиваат топол оброк вечерта, да преспијат и сабајлето да излезат, со цел да немаме смрзнување. Ова не е системско решение. Ова е решение кое што ќе ни превенира починување на луѓе и губење на човечки капитал во Македонија. Но Македонија толку години потроши на давање на социјални станови на лица кои што
не се во социјален ризик или се, но не во тој обем за да треба да добијат стан. Зошто ви го кажувам ова? Не само што неправедно се распределени, туку ако размислиме кој е оној кој што може да си купи социјален стан или социјален случај што може да купи стан од 600 евра квадрат. Зашто тие луѓе се присилени да си го откупат станот после некое време. Па јас мислам дека јас не можам да сега подигнам кредит за стан. Со мојата плата, навистина, мислам, тие треба да имате заштита за да кажеме дека може 600 евра квадрат да си купите стан. Тие станови беа распределени како што беа, тоа треба да се направи ревизија. Ние имаме членови, да не имаме член само на таа комисија, како Министерство за труд, сите мислат дека ние го решаваме добивањето. Многу болно прашање. Ќе биде, посебно за луѓе кои што не успеале да си ги откупат становите. Но тие нема да бидат исфрлени во ниту еден случај. Секој семејство кој што на каков интаен начин во сиромаштие 30% сите се загрозени во некаков си обем, добиле стан, но понатаму ќе размислуваме за колективни стамбени заедници, каде што вие додека сте во ризик користите објект, стан, кукичка, соба и така натаму, кога ќе ви се унапредат вашата економска стабилност, кога ќе се загарантира, во тој момент вие ќе отстапите на некој кој што нема каде да живее и ќе си влезете во процесот на купување стан, изнемување стан и така натаму. Но во Македонија тоа е пропуштено и сега на нас е да го решаваме овој проблем кој што е горлив. Но како адхок решение е да постојат центри за бездомници на територија на Македонија, каде што тие ќе се бидат приклучени. И многу е важно да потенцирам дека ние како министерство ќе работиме на плурализација. Не може министерството да води се. Ние, ако ви се верува дека водиме проект куќа, како беше, топол дом, од дете за дете. Тоа се акции кои што треба да ги води граѓанскиот сектор. И јас од таму доаѓам и јас сум за да подбутнеме и тие да се вклучат. Ние сме партнери заедно, но вакви проекти не треба да ги води министерството, па и центрите за бездомници треба да бидат водени. Дали ќе биде Црвен крст, дали друга граѓанска организација ќе се профилира во бездомништво, ќе им го предадеме тој процес, ние ќе си функционираме со плаќање, одржување и така натаму, но тие треба да го менаџираат овој процес. Добро, може би треба да се размислува и во Правец има многу празни објекти, во Правец и на реновирање на тие објекти, така да не мора да се користат контейнери кои што се за еднократна употреба, за кратка употреба. За кратка употреба, инаку самите згради се сите кои што се испразнуваат лоцирани во Скопје. Ние низ територија на Република Македонија немаме многу такви згради, освен училиштата, кои што ние ќе се потрудиме да ги направиме градинки таму каде што има потреба. Имаме училишта кои што зјаат, па ние ќе ги реконструираме да бидат градинки ако се исполнуваат условите. Но немаме многу такви празни згради кои што да кажеме може да ги употребиме веднаш за центри за бездомници. Се што ќе се лоцира како такво апсолутно ќе биде искористено. Проблемот со деца на улица е голем, изискува многу напори, ветувања. Има ли некаква стратегија, нешто да се почне во тој правец? Да, веќе работна група е формирана по ова прашање. Истата работна група која што беше формирана, која што работеше и на прашањето за граѓаните кои што се подкале. Тоа е група на граѓани кои што навистина треба брзо да реагираме и да најдеме решение за нив, не може да живеат во таа депонија. Веќе размислувате? Размислуваме, да, креативни решенија заради тоа. Знаете, не е проблем да ги сместиме ние. Еве во Чичино село. Проблемот е познат зошто не. Ама и во Ранка, на пример, има некои си делови кои што се празни. Можеме и во Ранка Миланови кои што е поблиску до Скопје да ги сместам. Но проблем е ѓубрето. Тие си го собираат ѓубрето и треба некаде да го чуваат за да пред да го продадат. Така. И тоа е проблем со пластични шишиња. Со пластични шишиња. И сега јас навистина не сакам, тоа им е единствен извор на лек. На екзистенција. Да, и затоа не сакам да носам решенија да ги сместам во Ранка, а тие пак да не ми седат таму. Размислуваме креативно, да видиме каде ќе најдеме плац, да поставиме нешто на тој плац, кој може да ни помогне меѓународна заедница за да се изградат мини кукички, нешто, и да тие бидат на безбедно под кров, а и ѓубрето да им биде блиску. Се утврдува фактичката состојба колку се стварно таму без дом, колку се со дома, не ќе да живеат во домот зашто треба да го чуваат ѓубрето навечер. Тоа е, треба да им се каже на граѓаните дека навистина дел од нив имаат дом во Шуторизари, но не можат да си заминат таму зашто мора да спијат покрај шишињата. Истото се однесува и на децата на улица, се бараат решенија. Јас ги разгледувам и други меѓународни, порано сум ги разгледувала решенија. Прво е да се забрани питачење со деца, зашто во 30% сиромаштија така многу е високо нивото на луѓе кои што заработуваат од тоа. Не, ама не заработуваат од тоа. Ако им го тргнете детето, со тоа правите заштита на детето,
а нив ги оставате да заработуваат на некој начин. Сега, но кога ќе го тргнете детето, треба да го згрижите во соодветни услови и тоа е минимум 18 часа, колку што тие се на улица дневно. Значи треба да обезбедите кој го носи, кој го зема од училиште за да има континуитет во неговото образование, кој ќе го рани, кој ќе учи со него, ќе го бања и така, па ќе го вратите на родителите пак назад. Јас како социјален работник и како министер сум против она одредба да се одзема детето од родителот. Ние не сме систем кој што знае да се грижи за детето. Дури оние деца што ни се веќе во систем, знаете како им е патот. Тоа дете да речеме влегува во Битола, па од Битола во 11 октомври, па ако нешто сгреши, заминува во 25 мај, па таму пак ќе сгреши зашто таква е атмосферата, оди во Ранка и од Ранка ни завршува во затвор. Значи тој систем исто се редефинира и реформира, но затоа ми е важно да овие деца на улица спречиме да влезат во еден циклус на истото користење на питачењето како начин на живот како нивните родители. И ова е подолгорочна стратегија за кое што нема да кажам конечно решение како сега ќе го направиме, но размислуваме и ќе се трудиме да гледаме што помалку деца на улица, но тоа не е решение кое што се добива за еден ден. Тоа е таложен проблем во претходни 25 години. Околу стечајците не можам да го скокнам тоа прашање, се договоривте со министерот за денеска се договоривме за минималната плата, дека го отвараме прашањето, дискутираме и дека ќе треба да стартува некаде од септември месец ова. Минималната плата која што е согласена во сите гранки и сумата која што ја ветивме да си ја оствариме, тоа е 12.000 денари. Наредна недела се консултираме со работодавачите и со стопанските комори и на 30 имаме економско-социјален совет каде што повторно ќе се дискутира трипартитно, со што Македонија си има систем на трипартитно договарање по дадени закони. После ќе си го пуштиме во процедура која што отприлика трае 30 дена. Стечајците не ги заборавивме. Јас се што сум ветила, сакам да устварам. Стечајците веќе се подготвува закон, беа кај мене на состанок. Се договоривме кои се нивните барања. Сега следи состанок со министер за финансии и министер за труд меѓу нас двајца, за да можеме да утврдиме во која рамка ќе одиме со законот и ќе се трудиме да ќе обезбедиме средствата, дури мислам дека и 90% сме договорени во работата. Еве уште да кажеме опфатот ние како дилема. За градинките кажавме, за самохветите бесплатни градинки за самохраните родители. Може ли да се очекува јавноста конечно да дознае што се случува во делот на посвојувањата? Значи тоа многу долго се чека на дете. Ке има ли измени во законот во овој дел? Има една граѓанска иницијатива каде што децата си ги бараат право да си ги дознаат биолошките родители. Ке се прави ли нешто во тој контекст? Го разговаравме во Министерството, согласно сите конвенции за заштита на деца. Децата имаат право да си ги знаат родителите, но тука системот се плашал дека децата ќе си го бараат наследството. Не. Кога се направило потполно посвојување, тогаш се стекнува однос на посвоителот и детето како природен однос. Исто, само раѓање нема. Тој однос е комплетен и потполен. И со тоа претходното семејство го губи тој потполен однос, кој што значи и имотно-правни односи. Значи дека нема страв и децата со првата измена законска на закон за детска заштита ќе се измени тоа. Посвојувањата, да ви кажам искрено, еве во моментов не можам да утврдам неправилност. Не можам. И сите што доаѓаат кај мене, кога им кажувам што треба да направат за да стигнат до дете, и тие се самите во дилема. Зошто? Во системот има графи кои што се дискриминирачки. И вели, дали сакате дете христијанче, албанче и така натаму, христијанче, муслиманче и будисче или нема определба на вера. Ако ограничите, системот ве бутка едно ниво надоле. Следно е, дали треба да биде македонче, албанче, ромче, ако ставите што кој етникум сакате, системот одите надоле. Ако сакате дете само до 12 месеци и ни ден плюс и заокружувате, тоа ви е желбата, заокружувате. И системот ве уништува. Вие сте на дното. Тоа е електронски систем. Не сакам да верувам дека во центрите куцаат погрешни цифри на суми, на приходи, исто така на имот. Тоа е веќе криминал. Но овде системот треба да избие 3 семејства со 3 деца. И сега комисијата има улога само да ги спои најсоодветните деца со најсоодветните родители, да кажеме. Но ако граѓаните ги пишуваат овие дискриминирачки одредби, системот никогаш не ги исфрла во први 3. Ги советувам. Тоа е тоа значи. Ги советувам да се ослободат себе си од стереотипи, дека детето се раѓа без етникум и се раѓа без вера. Мислам, тоа се деца, невини суштества кои што тек треба да ги развиваме и ние ги насочуваме во животот. И ако ги тргнат, тие секогаш може да одбијат дете после. Никој не ви вели вие мора ова дете што ви го нудиме да го земете. Нека се ослободат од дискриминација, ќе видат дека колку процесот побрзо ќе моди. Сите луѓе што сум ги посоветувала, сватиле дека побрзо одат низ системот.
Значи не е нешто дека се прави некакви криминали. Јас до сега не сум фатила. Може, со ова све што го гледам во институцијава, многу се правело. Може и тука. Зашто има па семејства кои што ми кажуваат дека некој им барал мито. Дали им барал мито за да ми го каже овој совет, или им барал мито за тоа да ги спои комисијата, или па барал мито за да се укуцаат лажни податоци во Центар социјална работа, ги повикувам сите такви родители кои што заглавиле во овој систем. Лично да ми се обратат, јас сум отворен министер, кај мене може секој да влезе, да дојдат и дека целосно ќе бидат заштитени. Ако има таква злоупотреба, тоа е кривична одговорност и јас ве уверувам дека лично ќе поведам постапка против тоа лице кој што го правило тоа. Пред собранието кампуваат родители на деца со посебни потреби. Вие разговаравте со нив. Што им ветивте? Имаат ли некои конкретни барања, бидејќи се случуваше често ги менуваа барањата, така да... Има многу иницијативи во периодов што дат. Јас гледам дека и помеѓу нив нема добра соработка и комуникација, помеѓу различни иницијативи и граѓански организации. Но во ред, јас знам и како функционира граѓанскиот сектор, затоа се обидувам да ги седнам сите на иста маса и да разговараме за прашања кои што ги засегаат сите нив. И сакам да направиме приоритизација заедно. Сега, јас се видов со иницијативата 5 за 12, сум се видела и пред да станам министер и сум работела. Така, почнаа претходно. Да, им понудив и партнерски однос и ги ставив во комисија, исто како што ги стави во работна група и во комисија, исто како што ги ставив и другите. Кои ќе се носат измените? Сега веќе имаат тие средба, имам веќе и извештај на таа работна група, што е она кое што требаме приоритетно да го промениме за да смени во законот. Што договоривме? Прво дека административната бариера преминот од посебен додаток кој што го купат како право на 26 години кон додатокот за туѓа нега кој што е иста сума, фиксна, ќе ја ослободам бариерата, да не треба да одат во повторни прегледи и докажување дека се лица со попреченост или имаат одредена трајна попреченост. Тоа е утврдено во даден момент од нивниот живот и работите не може драстично да се променат или да се изменат или тоа лице да изгуби инвалидноста. Да одеднашка не треба да прима туѓа нега. Тоа ќе го тргнеме. Дополнително дневните центри се прави анализа како можеме програмата да ја унапредиме, зашто тие си постојат како инфраструктура, да кажеме, дневни центри, но внатре ниту некој се грижи за тие деца, ниту има соодветен кадар, ниту програмски прават нешто за да почувствуваат децата дека сакаат да одат во тие центри и затоа тие сега ќе им дадеме фокус. Дополнително сите заедно договоривме дека ќе правиме регистар. Тоа е потреба што не ја, но кажувам јас, ниту па оваа влада првка ќе се сафати со ова прашање. Тоа е прашање што тлее, но мора да имаме почетна позиција. За да имаме регистар квалитетен, ни треба попис. Тоа е главно. Дека ако не се попишеме, како ќе знаеме скриените лица и деца низ Македонија кои што се плашат родителите да ги изнесат. Има многу деца фантоми исто така. Така, затоа мораме си се попишеме и да видиме колку сме вкупно ние, па после по категории ќе ги делиме. Но во меѓувреме ќе направам спојување на системот електронски помеѓу Министерство за труд, кои се кај мене корисници, кои се во Агенција за вработување, кои се во пензискиот фонд корисници и со тоа и Министерството за здравство исто ги води и со тоа ќе добиеме еден пресек или слика колку луѓе со попреченост различни нивоа ни се во системот, затоа што кога креираме политика сеопфатна, ако немам јас бројка, како знам да пресметам фискални импликации, а ние се обврзавме на одговорност и без фискални импликации не може да пуштиме закон и измена законска. Или да речеме нема фискални импликации, зар постои нешто без фискални импликации? Не постои. Не знам дали е момент, меѓутоа, осамна една фотографија од овие родители на социјалните мрежи, каде што се сликани во собранието со пратеничката група на ВМРО, што не е спорно, но таму се двајца од пратениците кои што многу беа инволвирани во настаните од 27 април во собранието. Како го толкувате тоа? За мене е важно дека тие се сретнаа со нас во Министерството за труд, беа во институцијата, дека им подадовме рака, а тие се сепак граѓанска организација, не се ни организација може да се сретнат со кого сакаат, но одбрале да се сретнат со луѓе кои што така може би ги поддржале, може смета дека ќе ги поддржат, може смета дека ќе им завршат некоја работа дополнително. Тоа е оставено на нив. За луѓе кои што знам, но тоа е право на нивна одлука. Јас почитувам одлука. Така, не сум ја донела таа одлука јас, тоа е сепак нивен пристап. Сега во делот на уште кратко и ќе завршиме, родителите на децата со посебни потреби велат дека се дискриминирани. Доста од нив реагираат на тоа што некои од луѓето кои што згрижуваат деца со посебни потреби земаат многу поголем додаток, поголеми примања, да не спомнуваме сега суми,
Згорена све имаат и право после 10 години чинам на старосна пензија. Од друга страна, тие немаат такво право. Голем дел од нив не можат ни скратено работно време да користат во приватните фирми. Има ли начин како да се натераат приватните фирми да го прифатат тој факт, тоа да го прифатат, или пак да се здобијат, да се накачи додатокот или да се добијат со таква старосна пензија, затоа што тие се многу покорисни ако останат покрај детето, отколку тоа дете да се даде во институција. Да, системот за заштита воопшто мора да претрпи потрес. Значи, кај нас е испомешано додаток за или компензација за инвалидност, што секаде во светот постои, и она кое што значи туѓа нега. Вие компензација за инвалидност треба да добивате ако сте лице кое што има одредена попреченост. И тој ви следи. Но туѓата нега е нешто кое што може да го добивате како средства, но во светот најчесто го користат како услуга од 1 час до 24 часа дневно. Сега, кај нас, ако се направи овој систем на поддршка во семејството за лицето, тоа значи дека оптеретувањето на родителот ќе се намали. Тие бара да се изедначат со згрижувачките семејства. Но еве, јас ќе ве прашам и вас, а и сите родители. Имаме и наши биолошки деца, кои што треба да се грижиме за нив. Така, и за оние со попреченост, и за оние без попреченост. За оние со попреченост, ние како родители или тие самите ќе добиваат компензација за инвалидноста. Треба да имаме услуги кои што се адаптирани за нашите деца, ако се со попреченост да одат во градинка, да одат во училиште, да имаат дневен центар, да имаат пристапни рампи и конечно, ако може да се оспособат за работа, да се оспособат и да почнат да работат, кога ќе се осамостојат, да имаме оној сервис од 1 до 24 часа поддршка внатре во местото каде што живее. Кај нас семејствата сакаат да ги држат децата до себе, до крајот на нивниот живот, а при тоа се плашат што откако нивните деца, што ќе се случи откако тие ќе починат. Тоа е најголемиот страф. Но мораме ние да почнеме да размислуваме за независноста на овие лица со попреченост. Тие мора да се впуштат во општествениот живот и мора да се почувствуваат самостојни. Секој од нив колку што може. Затоа е потребна и персонална асистенција, затоа се потребни институциите во извлекувањето, во осамостојувањето на детето од родителот. Ако е со попреченост, тие деца може да носат сами одлуки, но ние цело време ги држиме да не носат одлуки од кога се родени и сега сакаме одеднашка на 30 години кој ќе почине или на 50 години кој ќе почине родителот да биде самостојни да носи одлуки за себе. Не, системот не е погрешно поставен. Таму во делот на функционална проценка УНИЦЕФ се договоривме да ни помогне, тие веќе имаат и некакви си правилници за нов систем на проценка што децата можат, а нешто не можат. Откако ние ќе научиме како да проценуваме што можат, ќе ги водиме ни системот и ќе ги донесеме до момент да го прават тоа што можат. Дали е цртање, дали удирање на печат, различни работи може да прават и деца. Имате и високо функционални деца, кои што можат многу работи да прават, да ги чуваме дома. Апсолутно. Во една институција забележав момче со Даунов синдром, која што работеше нешто како технички секретар, беше линкот со директорот и баш останав малку подолго да видам, одлично функционираше. Значи, одлично се ја извршуваше својата работа, дури можеби и поискрено и подобро од некој друг што би седнал, нели? Праксата кај нас не е тука директорот или не знам. Така, со одбојност кон странките. Одлично си функционираше, така да мора да се размислува. Лица мора да ги вклучиме, лица воопшто мора да ги вклучиме во системот и јас кај мене исто така имам веќе 4 лица вклучено, се трудам да им направам распоредување да бидат во функција зашто системот ги вклучувал, но така да седи и да не работи ништо. Не знам од каде таа потреба да ги исклучуваме овие деца. Мора да научиме дека тие се тука и дека можеме да ги вклучиме да бидат и економски независни. Зашто високо функционалните апсолутно, но оние па со физичка попреченост тие се апсолутно може да бидат целосно во функција. Ќе разговарате ли со министерот Аравари? Има еден проблем на детска клиника и на уште една клиника каде што на децата им се наплаќа, односно на родителите им се наплаќа без разлика што тие имаат потврда дека децата им се со попреченост и имаат потреба од родител, односно од придружник, но им се наплаќа како во хотел на родителот. Некаде е 800 денари на ден, некаде и до 2000 денари на ден престои во болница. Да, знам тој проблем. Тие одлуки си ги донеле управните одбори на клиниките и мислам
тука нешто мора да се направи, затоа што е навистина проблем во една вака социјална држава, родителите дневно толку да плаќаат. Да, јас досега имав одлична соработка со министерот за здравство Таравари и навистина и покренавме иницијативи кои што ни се важни и на мултиресорно функциониравме во однос на решавање на неколку проблеми. Ќе го отвориме и ова прашање и скоро ќе излеземе, ќе ви кажеме тоа не е логично да плаќаат родителите како во хотел, тие мора да бидат таму зашто инаку болницата мора да обезбеди поддршка на тоа лице 24 сата да седи со него. Ако го може да го обезбеди тоа, нема проблем. Ако не, тогаш мора да обезбеди лице кое што бесплатно ќе го прави тоа е родителот. Така е. Ви благодарам што бевте гост. Да, ви благодарам на поканата.